Откада знаеше наставничката Сонја од Гоце Делчев дека обожавам домашни миленичиња, посебно кучиња. Ме викнаја заедно со директорката Бети на еден час у школа и некако ми се вратија убавите спомени кои идев и ја у школа. Ама наставничката е многу креативна. Им направила лекција на учениците со вештачка интелигенција. Ептен свите се заинтересиравме. Му викам на Симе, дај уклучи камерата да снимимо што чудо е ова. Слушајте внимателно. Ќе започнеме со неколку гатанки за да откриете зашто ќе работиме на овој час. Преку цел ден преде, пресно млеко пие. Глувците ги лови и на топло спие. Што е тоа, Стефи? Тоа милениче маче. Тоа е милениче маче. Ајде да видиме сега следната гатанка. Таа чудна птица како човек зборува. Вез ден сенки грицка и смешно озборува. Михаил повели? Тоа е милениче папагал. Папагал. Добро. И уште една имаме гатанка. Од најстари времиња со човекот дружи. Куќата ја чува и верно му служи. Што е ова, Петар? Тоа е куче. Тоа е куче. Така. Дали преку овие гатанки вие откривте зашто ќе учиме на овој час? Може ли некој да ми каже? Ајде, Давор, повели. Денеска на овој час ние ќе учиме за миленичиња. За миленичиња. А вие знаете ли што се тоа миленичиња? Ајде, Михаил. Миленичиња се животни кои ги чуваме дома. Кои ги чуваме дома? Зошто ги чуваме? Зошто? Ајде, Ларе. За понекогаш ни треба. Како сме луди и миленичињата да не смират. Да не смират малку. Уште зашто? Ајде, Стефе. Например, ако немамо брат или сестра, може тоа миленичето да не биде како сестра или брат. За дружба, така? Да. Добро, Лео? И за да им дадеме љубов. И за да им дадеме љубов и од нив да примиме. Лекцијата има наслов ваков. Грижа за домашните миленичиња. Гледате дека оваа лекција сум ја креирала јас, меѓутоа пишува со поддршка на вештачка интелигенција. Може ли да започнеме? Да! Ајде! Јас се удубив ептен, па кој рече наставничката да се нацрта милениче што учениците го имаа или што сакаа да го имаа. Јас сериозно га сватив задачата. Си ја пробав среќата. Работеа по групе, праеја вежбе и научија многу вредна лекција. Секое куче, маче, папагалче си бара да се грижите за неговиот дом, така? И да оди редовно на ветеринарни прегледи. Некои бараат, например, и вакцинирање почесто некои миленичиња, некои чистење од различни паразити и заради тоа мора да се носат миленичињата и на контролни прегледи кај ветеринар. Па после го презентираја тоа што го сработале. Час со сите нишани. Наставничката Сонја ни кажа како ја создала лекцијата за учениците
една од многуте што им га презентира на креативен и интересен начин. Ова интерактивна лекција која што ја применив на денешниот час по општество, ја креирав со помош на алатката QRIPOD и со поддршка на вештачката интелигенција. Повремено применувам и креирам вакви интерактивни лекции, бидејќи забележав дека кај учениците се зголемува мотивацијата за учење, значи се добива поефективна настава. Исто така, постигањата се повисоки кај учениците и поголема интерактивност дава на часовите, со што се зголемува и вниманието и концентрацијата кај учениците. Ова алатка QRIPOD може да се користи на многу интересни начини и од креативноста на наставникот многу зависи како ќе се реализира на часот и какви ефекти ќе има. Бидејќи го согледав ефектот во наставата од оваа алатка, јас истата ја презентирав на 7-та едуконференција која што се одржа во Охрид за наставници пред пошироката професионална заедница, каде што ги кажав ефектите од примената. Исто така и на онлайн вебинарот на Сдруженијето на оделенски наставници Учител, исто така одржав не само вебинар, туку и наставниците имаа можност да ги применуваат знаењата од оваа алатка во различни часови и потоа аплицираа со тие часови и можеа да добијат и сертификат за применети знаења. Толку ни беше убаво на часот, па и се замоабетивмо. Јас имам едно маче и две папагали. Две папагалчиња и едно маче? Да. Ти ми кажеш како се вика? Моето маче се вика Маре или Марија. А папагалчињата има мушко и женско. Мушкото ми се вика Рико, а женското Пипи. А тие са нешто брат и сестра или нешто са нешто као нешто се сака? Дечко и девојка са? Да. Ај кажи ми сега, пошто у школа еве гледам учите нешто за вештачка интелигенција. Ја ништо тоа не разбирам. Ти ми кажеш што правевте на часов? На часов по вештачка интелигенција, мислим по општество, учителката наша Сонја Трифуновска направи една лекција со QRILife. Тоа е некоја програма, апликација? Програма на Chrome. Аха, добро. И она ни направи една лекција со помош на вештачка интелигенција за грижата за миленичиња. И што научи бе, Стефи, ти? Ја научив како да се грижам за миленичињата, да им давам доволно храна, секој ако имам дека имав порано рипче. Аха. А мачето што му даваш да јаде? Му давам храна за мачке и вода и млеко. А нешто, например, сланинче, нешто така? Сланина, да. И месо. И месо? И знаемо понекогаш кога од ручекот ќе ни остане или кога имаме месо, или ако ни остане. Да му даете на маче? Да. Па ако ви остане некој што од ручекот ќе ме викнете и мене? Може. Супер. А ако може некако вештачката интелигенција да ти помогне за грижата за твоето милениче, што би сакала да ти кажува? Например, како се осеќа, да речемо, миленичето во одреден момент, би ти помогнало тоа? Би ми помогнало, исто може кога е време да му давам јадење или... Да ти информира? Да. Како аларм нешто да биде, нели да ти кажува кога е гладно? Да, кога е гладно или дали е тажно, дали му се игра, или дали се шета некаде. Ти имаш милениче? Не. Не, а сакаш да имаш? Да. Што, куче, маче? Риба. Риба? Зошто риба? Ја сакам риба. Сакаш риба? Да. А знаеш дека треба водата цело време да се менјава и да се става чиста? Да. Да? Би го правила ти тоа или би ти помогнал некој од семејството? Ти помог. Да? Како би го крстила рибчето, како ќе се вика? Нема може. Нема шансе. Знаеш зошто? Зашто ја имав рибче и се викаше Немо. Гледаш исто мислимо? Yes. А друго некој милениче би чувала? Да. Што, например? Маче. Маче? Сакаш поќе мачиње или кучиње? Двете. Учевме во училиште како треба да се грижиме за домашните миленичиња. И што користевте за да научите полесно? Вештачка интелигенција. Браво. Тоа све учителката Сонја ви прави, Да. нели? Интересни ви се часовите? Да. Браво.
Фала ти. Кажи ми, имаш милениче? Не. Не? А сакаш да имаш? Да, сакам маче и куче. И маче и куче? Да. Имаш двор? Имам. Имаш? И ти ги пушташ да трча? Ти ги пушташ. А Не знаеш, пуштам само у двор. знаеш што викаа дека мачка и куче не се сака? Вистина е тоа или лжга? Што мислиш ти? Еве, ако земеш мачка и куче дома, например, мислиш дека ќе се сака или не? Немам појма. Ја мислам дека ќе се сака, зашто ти ќе ги научиш да се сака? Да. Ти имаш милениче? Не. Сакаш да имаш? Да. Што? Зајаче. Зајаче, зошто? Зашто се сладки Сладки се. и скокаат. Ќе го шеташ зајачето или зајаче не треба многу да се шета? Па, Ја никогаш не сум имала зајаче. јас не сум имала, ама сакам да имам. А куче или мачка сакаш? Маче само сакам, и кучињата, да, ги сакам. Ти би сакала, пример, да имаш некоја апликација, еве како што ги прашав и другите, со вештачка интелигенција и све да ти кажува за животното, да ти помогне. Да ти каже дали му се јаде, дали му се спие. И ти раат глава, нели? Имам милениче папагалче, се вика Лео. Ја го добив пред 2 години од Дедо Мраз за поклон. Дедо Мраз ти го донел. Како се вика Леон или Лео? Лео. Лео, кој го доби прошла нова година или си? Не, пред 2. А пред 2 години. Си го сакаш? Да. Викаа дека папагалите зборат, твоето нешто знае да каже? Не. Не? А кога би го научил, што би го научил да збори, да каже? Петар, ти си цар, да вика. А? Може? Или, например, да имаш апликација со вештачка интелигенција и да ти преведува апликацијата што збори папагалот. Би сакал такво нешто? Да. Да? Имам 2 кучиња и повише мачки. А ова е едно од кучињата што го имаш? Не. Ова е сликано во Берово и отидовме на водопад и на куче идеше по нас и татко мене слика. Ова, знаеш, мене ми личи како да е шарпланинец. Нешто такво беше, таква раса? Па нешто Или некое слично, мешано, да. не. А какво куче имаш ти дома? Јас имам едно шарпланинец, Макс. Тоа сме го чувале за 1 година и за неколку дена чупуваме 2. 2. Добра, а што имаше друго рече, мачки? Да, имам уште едно куче. А кучето друго како се вика? Блеки. И тоа немам поим колку години има, зашто сме го чувале подолго време. А црно е, затоа го Да. викате блеки? Да. А мачињата како се вика? Или многу се? Па има повише, ама на некои им ги памтим имињата, на некои не. Па и тие што ги памтиш, кажи ми. Едно маче најновото ни се вика Марија, зашто од баба ми мајка и се викала Марија. Ој, шуба. И мене зашто ми е крстен. Аха. Крстен. Крстено име, да, добра. И другото ми е Луна. Луна. Тоа е бушаво. Добре, Имам еден друго. мачор, не знам точно како се викаше. Тошо. Мајка и уште едно немам поим што е. Дали е мајка или немам поим. Па добро. У двор ги чувате? Да, која имаме, која јадеме, они се качуваат како што е за јадење, имаме прозор Добро. и од прозорот е како кров. И на Аха. крова таму седат. А јадење таму им давате? Да, и сум им направила и на кучињата, кукички, креват и на мачињата. Кажи ми, ти имаш милениче? Не. Не, а сакаш да имаш? Да. Што сакаш да имаш? Куче. Мало или големо? Или имаш некоја раса што ти се свиѓа? Сибирски самојад. А ти ја знаеш колкави раста? Знам. Па да ти изеде. Да. Да, нема ти изеде? Не. Зош? Ке ме знае. Ќе те знае и ти ќе му даваш да јаде? А како би се викал? Какво име би му дал? Тие се зимски кучиња, нели такви са рунтави? Бели са? Да. Па Белчо можеш да го викаш. Или White. Михајло. Михајло, по тебе? Да. Имаш ти милениче? Сум имал. Си имал? Што си имал? Маче. Маче, како се викаше? Нера. Нера? Да? Ја најдовте, ја вдомивте или од негде ја зедов? Ја зедов. Да? Колку време Ја е? купивме. Колку време ја имаше? 2 години, мислам. 2 години?
Сакаш да имаш некое друго милениче, куче, например, или папагал? Куче. Куче? Големо или мало? Мало. Зошо мало? Малите се сладки. Сладки, да можеш да го носиш кај сакаш со тебе, нели? Како би му дал име? Како да се вика? Кики. Кики, женско да биде? Мушко. Мушко Кики е, па добро. Ти би сакал да имаш нешто апликација со вештачка интелигенција? Не. Ама, например, да ти каже вештачка интелигенција што сака кучето да ти каже? Не, сакам сам Сакаш сам да се грижиш? со мајка. Па супер. Мислиш дека нема потреба да збора кучињата и мачките? Мислиш дека можемо да се разбереме со нив? Па не можеме да се разбереме. Па не можеме со збора, ама можеме со љубов, нели? Да. Добро. Имаш милениче? Да. Што? Куче. Големо или малечко? Мало. Како се вика? Бенджи. Бенджи? Да, и нагалено Бени го викам. Од Бенджи скратено Б. Да. Колку време го имаш? Може би 2-3 година. Играш со него? Многу. А го шеташ ти или некој друг? Го шетаме и ја понекогаш може и да го шетам. Па супер. Ти би сакал да имаш некоја апликација што ќе ти каже што мисли Не. Бенджи? Не. Зошто? Таке ми дојде. Вештачко ти е тоа, а? Да. Не сакаш такви работи. Да. А, например, да имаете некој робот да ти помага со него, да го шета он, например, Не. ти кој треба да Не. учиш? Не. А кој би имал Бенджи можност да ти каже нешто, што би ти кажал? Што мислиш? Дека ме сака. Ова е твоето вистинско милениче? Не, па како го направи ова? Со помош на Вештачка интелигенција. Како? Со алатка некоја? Со апликација. Апликација. И кажеш на апликацијата каква Да. слика ти извади? И ти одбра куче? Да. Зашто сакаш да имаш куче? Сакам и желка. И куче и желка да имаш? Да. Па ќе можеш да се грижиш и за куче и за желка? Да. Мислиш? Да. А какво куче сакаш? Вакво исто да имаш? Малечко? Како би го викала? Лили. Лили. Значи женско да биде. Да. А желката? Кикиритка. Кикиритка, пинат на англиски. А кај би живела желката? Дома. Ама треба да има некое посебно нешто како кугла или кај живи желка? Не сум сигурна. Ќе прашаш вештачката интелигенција, нели, да ти одговори, да ти каже? Кажи ми мачето како ти се вика? Па Ела. Ела. Да. Колку години има Ела? Па не знам. Не знаеш? Ти ја храниш, ти ја шеташ? Или мачка не се шета толку колку куче? Не, само ја даваш да јаде. Не му да. Малку му дај, малку не. Малку му даш, малку не. А пие вода или млеко? Вода. Ти имаш милениче? Не. Не, а ова овде што ти е? Камо да видимо? Мама ми го направила. Шо ова маче? Да. Со алатка преку вештачка интелигенција го Со направи? чат GPT. Че GPT. А кога би имала милениче, што би било тоа? Куче. Куче. Големо или мало? Мала. Зошо мало? И зајаче. И зајаче и куче? Зошо куче мало и зошо плюс и зајаче? Сакаш да го носиш со тебе кучето свегде? Да. Како би се викало? Немам име. Немаш име? Не. Маја може да го викаш? Да. Ако е женско се тоа. А сакаш да имаш апликација која ќе ти каже што мисли кучето? Не. Зошто? Дека сакам сама да знам. Како ќе дознаеш само? Не. Ќе го гледаш како се понаша, нели? Да. Дал јаде, дал пие, дал игра со тебе. Би го гушкала многу? Да. Ти имаш милениче? Да. Какво? Па риби. Само риби? Имам и куче и папагал. И куче и папагал. Ај сега да ми кажеш свите како се вика. И па кучето се вика Роке, папагал се вика Пипи и рибите зашто има пуќе Нема имиња. Па добро. Риба број 1, риба број 2. Колку са на број? Не знам. А тоа е цел еден аквариум голем. Не е фонтана. Фонтана. И од овие малечкиве рибчиња? Па поголеми са. Каква боја са? Како овие? Да. Камо да видим, ај покажи ни. Па Значи овие се уствари вистинските твои рибе што ги имаш. Па така нешто лича. Така нешто лича, да. Ова како да си у аквариум заедно со нив? Па така нешто. Би сакала ти да пливаш у аквариум со рибе? Не. Или с рафтија?
Страх ми е. А ќе ти ставимо маска и ќе ѓуриш. Сакаш да имаш и нешто друго или доста ти са олку? Уште нешто. Што уште? Малечко кученце. Малечко кученце. Како би го викала? Не. Нешто Лија, ако е женско. Ако е женско. А сакаш поќе женско или мушко? Женско. Да имаш, например, апликација, како што ги прашав и другарчињава твој, да ти кажува што мисли кучето и што сака да ти каже и како се осеќа. Ти би сакала нешто такво? Да. Зошто? Зашто би знаела колку е гладно, како се чувствува. И ќе ти помогне тоа за да се грижиш побо за него. Да. Ти имаш милениче злато? Не. Не, а сакаш да имаш? Да, сакам да имам куче, ама чуала. Ти би сакал да имаш апликација да ти кажува што мисли кучето? Не. Зошто? Сакам да знам само што сака и да чувствувам мене кон љубов и ја да му И ти давам да му него пружаш љубов. него љубов. Стефини раскажа и понекоја смешка со мачките неизини. Излагам јас да пробарам во двор мачкава. Добро. Нига нема. Ти ga не. Ја викам Маре, Маре, и знам дека она љуба. Чеке, баќе викаше Маре! Да, така ја викав. Па ми текнува дека она љуби храна. Љуби, свите љубимо, да. Идем кај танирчето и го тропам, таа не се качува. Уште 3 пати го тропам, таа пак не се качувам. Ја нема. Слагам доле, убавчам, дека имаме негде таму дрво, дека имаме комши од позади. Добро. Имаме дрво, близина на зидот. И го гледам ова, со едната рука на дрвото, ногата на зидот, другава рука на уша и една нога увис. И ја трчам, ама таа високо беше на дрвото. Скокам, гранка паѓа. Што се качуваш по дрво? Не, дека имамо исто така на другата страна од дрвото, имамо, како да кажам, не знам че, дзитче. Добро. И така има дупкичи на дзитчето, за да можеш да ги пикнеш ногата. Добро. Ги соблакам влечкаве, со боси нога се качам, ја земам, ама место она вака овде да ми дојде, таа ми се качам на глава. И што направи после? После ја пробам да држим баланс и слагам по полека. И ја до пола пут слагам, таа скока и трча нагоре. И после и викам, ти убо ќе видиш. Се закани, убо и речи. И ти побегна? Не, се качувам горе. И ова чека кај танирот, дека ме слушна, чека вака седната, вака гледа глава горе, и ја викам, сега сум толку се глупираш, нема јадење за тебе. И ga казни. Не, дадо водиче и малку храна. Ga залажа само со водиче. Да. И после се врати за да јаде или не и даде цела ноќ да јаде? Татко ми даде. Те зафркна овие. Да, ама и даде цела кобасица, окава беше кобасицата. Цела Кобасице јаде? кобасица. И што Со гравче или чисто само кобасица? со лип. Со леп, убо. Убава Не како комбинација. мене. Ти не јадеш? Не, јас само јадам кобасица чисти. Добро. На крај не изненадија и со наступ. Играја и поеја, а ми ја уживав. Абре милина и за очи и за уши. Ja ne bih ti samo biti
Кажи ми ти, злато мое, ако би била, на пример, директор на училиштето кај што учиш, у школо кај вас, би сменила нешто? Што би вовела еве нешто да има, да речемо? Например, да има 2 големи одмори. Па, јас би сакала да ставам кино во училиштето Ушуба идеја. и да ставам голем апарат за пуканки. Браво! И да правите кино И школско. свите деца барем еднаш во неделата да идемо и да гледаме филм. Филм. Да гледате филмови, овие што се анимирани, цртани филмови. Да, цртан филм И не- и ќе јада пуканки И пука. со карамела. А може и нешто едукативно нешто да гледате, да научите, нели? И би ставила 3 големи одмори. 3 големи одмори? По колку минути да тра? 60. Ше по цел сат. Па супер, одлична идеја, да ти кажем, те поддржувам. Кажи ми, ти мислиш дека оценките се поважни од знаењето? Не, мислам дека се битни оценките, ама не мислам дека се побитни од знаење. Од знаењето. Значи, знаењето е поважно. Да разбереш што ти каже наставничката и да го научиш тоа и да го знаеш и за понатаму, нели? Обилен предмет некој имаш? Имам. Мојот омилен предмет е ликовно. Браво. По часот по ликовно и цртаме убави цртежи. Наставничката ни пушта музика и физичко. Шубо, многу креативно, значи, вие на ликовно. Да. А некој предмет што го немате, а ти, например, што би го смислил, би го додал? Има нешто такво? Па би смислил предмет кој што би се викал игра и спорт. Во тој предмет би имало повеќе спортови и здрава наука. Супер. А, например, спортовите да си бираат децата со што сакаат да Да. се бава? Ти сакаш со некој спорт да се бавиш? Со фудбал. Со фудбал? Имаш омилен фудбалер? Да, Кој? Роналдо. Роналдо. Браво. Имаш 11 години. Да. Ќе правиш 12 декември, у исти ден со мене. Да. Нели? Yes. Најболи смо. Кажи ми сега, например, ти, ако можеш да воведеш некој предмет у школа, ама ти што ќе го смислиш? Што го немате сега, што би било тоа? Екологија, бидејќи сметам дека луѓето треба да се грижат повеќе за природата. За природата и животната среди. Да. Значи, кај нас у Тетово не се грижимо доволно, нели? Да. Има многу ѓубре, веројатно. Тоа не ви се свиѓа на вас, децата, нели? Не. Нема кај да играте. Што му фали на Тетово? Му фали некој игралиште или парк, например? Му фали парк, му фали патека за точаци, му фали кино. Кино, браво, одлична идеја. А ти возиш точак? Да. Па кај возиш? Има патеки доволно? Нема. Не, на тротоар возим. На тротоар возиш? На улица веројатно не е безбедно. Има многу коле. Има многу коле. Имаш омилен предмет у школа? Да, историја. Историја. Што ти е наинтересно од Да историја? учам за минатото на Македонија и за сите тие работи. Браво. Историјата на Македонија ти е омилена или сакаш и од другите земји? И од другите, но историјата на Македонија ми е повеќе. Дали мислиш ти дека оценките се поважни од знаењето? Не мислам дека се поважни, бидејќи тие се само број на лист хартија, а знаењето можеме да го употребиме кога и да сакаме. Значи ќе ни служи за уиднина, така? Да. А имаш некој хоби со кој што се бавиш, спорт или нешто? Па се тренирам одбојка, но сакам многу и да патувам и да разгледувам нови места, да бидам со моето семејство и да одам во природа. Кај сакаш највише да шеташ? Па, Други земји, например. Некоја. Кој? Интересно ми е Грција. И... Полетно сакаш да биде, на плажа сакаш да идеш Па, или сакаш? најмногу. Да? Да. Грција, Шпанија, например. Може? Да. Имам повеќе омилени предмети, но еден вака омилен ми е историја. Зошто? Затоа што сакам да учам што се случило во минатото. И интересен, сам по себе интересен ми е Интересен предметот. ти е. Да. Има некој предмет што ти би го вовел, например, а сега го немате? Да. Што? Комуникацијски вештини. Бидејќи сите заедно комуницираме и знаеме како да комуницираме, тука можеме да ги развиеме вештините за комуникација, односно кога да комуницираме, каде да комуницираме и на кој начин да комуницираме. Би мало сигурно нешто у тој предмет и за социјалниве мрежи, нешто едукација, медиумска да. писменост, нешто Да, такво? да.
Би имало затоа што сите во денешно време користат социјални мрежи, но сите знаеме исто така дека е тоа штетно. Му прави Затоа што штета многу на ги човекот. користат. Да. Значи да има некое си ограничување и да знаете што е безбедно. И вака исто би вовел поголема инклузија за децата со попреченост. Кажи ми, користиш социјални мрежи? Па понекогаш. Со ограничување, нели? Да. Само поретко. Да, смеем само у 8 сат навечер да користам. Малце да се релаксираш и толку. Мислиш дека тоа е доволно, нели, во рете? Да. Све поќе е штетно за децата, така? Па да, и мајка ми и татко ми не ме пуштаа до 8 да Не те користим пушта? телефон. Па, паметно ти пра. Па ги користам многу ретко и знам дека не се добри дека користиме често и дека И треба секогаш да се едуцирате за безбедноста, нели? Да. Го правите тоа у школа, ве учат Да. што треба да се објавува, што Да. не треба да се објавува. Супер. Кажи ми, имаш некое хоби? Мислим да. дека си ти многу познат. Низ тетова, ама ќе ни кажеш и вака. Да, свирам на пијано, одам на глума, исто така глумам и во слободно време пеам, свирам на гитара и се дружим со другарите. Би сакал со тоа да продолжиш да се бавиш, да ти биде, да речем, утре професија. Да. Да? Да, би сакал затоа што пијаното и актерството ми се огромна љубов. И Огромна. прва љубов секогаш. Појќе од историјата, нели? Да, појќе од историјата. Кажи ми, што е за тебе другарство? Мене другарството ми е богатство. Кога имам ја многу Другарчи. другарчиња у срцето ми е исполнето со љубов и среќа. Браво, бе злато леле, штубав одговор. А кажи ми, мислиш дека му фали нешто на тетово за вас дечињата? Например, да има парк или нешто игралиште. И да има парк, ама све да биде направено од многу тврди ствари, да не може да се искрша, искрша. зашто сите паркови се искршени. А тоа не е убаво, нели? Неубаво. Кога бев помала, братичетка ми ме замаше да ме игра, да ме носи у игралиште со другарка, а све беше како растурено. Не Растурено. можевме да се нишамо. И А тоа немавте ми беше кај да играте. умилено. О, бе. Значи, Само у песокот можев да играм, ма тоа ми беше досадно. тоа ти беше досадно, си сакала да се љулјаш. Да. Значи да им кажемо на тие што треба да знаат од градов, дека на децата им треба еден убав парк и да не се крши, да има ред. Да. Супер, одлична идеја. И како да биде мал дел напрен од метал, ако го утре да се искрши ногата. Имаш многу другарчиња? Да, и ми даваат поддршка, играме меѓу себе и тоа. Тоа е најважно, нели? Да. И нема поделби меѓу вас. Не. Кажи ми, што правиш највише у слободно време? Играм фудбал, затоа и тренирам. Ме интересираат планетите и тоа. Се едуцираш за планети, за Вселена? Да. Нешто за Земјава знаеш да ни кажеш? Не. Дека е многу загадена, Да. например. Добро. Кажи ми, користиш социјални мрежи? Па не користам многу, па ретко. Што мислиш, добро е тоа да се користи у голема мера или треба да се ограничи? Не, да се ограничи. Посебно за децата, нели? Да. Кажи ми, има нешто на тетово што му фали, например, за тебе, за Да. твоите врсници, другарчиња? Да, да. Што, например? Му фалат бициклистички патеки, паркови, клупи, зеленило повеќе, сообраќајни знаци, правила во сообраќајот и Значи ред. само тоа, ред. Да. Значи да се позанимаваа малце големите со овие прашања, Да, за да ви биде на сигурно, вас сигурно, децата подобро. Па другарството ми е најважно и сметам дека ако немамо другари ќе бидеме осамени. Имаш најдобра другарка? Да. И што правите со најдобрата другарка? Па играмо одбојка, се возимо со точаци, разговарамо, седимо. Имате доверба една од друга, си кажувате тајне. Да. Супер, многу убаво. А симпатија имаш? Не. Добро, малечка си уште, нели? Да. Добро. другарството за мене е кога ти е најтешко некој да ти помогне или да те насмее кога си тажен.
За мене другарството е нешто кое за секогаш треба да се негува, да се почитува и никогаш да не се злоупотребува. Затоа што вистинскиот пријател секогаш може да помогне кога си во неволја и кога имаш мака.